Со читачите на реплики што ги праќа, Коњановски не ја подценува СДСМ, туку ги подценува битолчани. Битолчани не сакаат да слушаат за наше и ваше време. На битолчани им е смашено ДПМНЕ да се правда за своите неуспеси со СДСМ, а 9 месеци на власт се во Битола. При тоа не смее никогаш да се заборави дека ДПМНЕ наследи општина со пари, јавни предпријатија со пари, реновирани училишта без долгови. Како им успеа се да го пропастат за само 9 месеци? Тоа сакаат да го слушнат битолчани. Го повикуваме неколку пати градоначалникот Коњановски да даде одговор на неколку многу едноставни прашања. Во каква состојба беа јавните предпријатија при назначувањето на актуелните директори? Со колку пари од буџетот на општината Битола Коњановски планира да ги помогне предпријатијата? Дали ДПМНЕ подготвува поскапување на сметките за вода и смет? Како Коњановски ќе ги зголеми платите на вработените во јавните предпријатија ако тие се пред колапс? Но очигледно Коњановски нема намера да им објасни на граѓаните што зборува директорот на Водовод што тој го назначи. ДПМНЕ била и ќе остане раштиман оркестар. Затоа ја повикуваме претседателката на Советот на општината Битола, Габриела Илиевска, да биде единствениот глас на разумот во локалната власт во Битола. Дали овој поинаков начин на работа на јавните предпријатија во Битола е тоа на што се надеваше поинаку? Ќе побара ли Илиевска одговорност од членовите на управните и надзорните одбори на јавните предпријатија за кои гласа и советниците на поинаку? Битолчани не се надеваа дека во градот некогаш ќе се вратат црните времиња на Талевски и компанија. Но денес живееме реприза во која дури и актерите се истите оние што ја опустошија Битола.